Украинскиот председател Володимир Зеленски им покажува на новинарите некогаш класифицирана мапа која точно ја покажува локацијата на земени и други критични минерали. Ціни цьому Овие депозити се безценети. Огромни суми на пари. Огромни. Затоа треба да ги заштитиме. Значи, ако зборуваме за договор, тоа е она што го сакаат американците. Тогаш, ајде да направиме договор. Американскиот председател изјави дека е отворен за преговори. Значи, бараме да направиме договор со Украина, каде што тие ќе го обезбедат она што им го даваме, со ретки елементи и други работи. Советникот за национална безбедност на Трамп Мајк Волц во неделата ја повтори желбата на председателот да ја врати американската помош за Украина преку природните ресурси на земјата. Реткоземните минерали се важни за производство на електрични мотори и електроника за широка потрошувачка. Зеленски вели дека помалку од 20% од ресурсите на Украина се под руска окупација, но тој го нарекува украинскиот регион Днепар многу богат и предупредува дека ако Русија ги контролира тие минерални наоѓалишта, може да ги нахрани американските противници како Иран или Северна Кореја. Таргетирајќи ја областа, украинските оператори со беспилотни летала започнуваат напади против потенцијалните руски сили долж реката Днепар. Зеленски вели дека Русија ја знае локацијата на критичните ресурси од геолошките истражувања од советската ера. Зеленски исто така рече дека разговарал со Трамп за идејата за сместување на американскиот течен природен газ во подземните складишта во Украина. Назад во Киев, уште една ноќ на борба. Како што украинските воздухопловни сили велат дека се бориле речиси половина од 139 дронови лансирани од Русија. Локалните власти не објавија штета или жртви. Во меѓувреме, германските пратеници минатата година одобрија специјален фонд од околу 107 милиарди долари за зајакнување на војската на земјата како одговор на руската војна против Украина. Германската армија моментално има околу 179.000 војници, а според Associated Press, земјата има за цел да достигне 203.000 до 2031 година. Ситуацијата во Европа се промени поради војната во Украина. Така, сега каде што се менуваат цели области и треба да се подготвиме за можеби војна во иднина. Треба да ги наполниме нашите резерви. Светските лидери ќе се состанат на Минхенската безбедносна конференција во Германија за да разговараат, меѓу другите теми, за поддршката на Украина. Разговорите траат од 14 до 16 февруари.